На што сега сакам да го дискутирам е со мојот гостин Душко Гошевски, кој што е адвокат по професија, но и експерт за одредени аспекти на криптовалути и така натаму. Ова што го започнавме пред некоја недела, Душко, морам да кажам дека предизвика огромни ефекти. Јас имам многу пораки, претпоставам дека и ти исто така, бидејќи во Македонија очигледно многу луѓе се заинтересирани, па дури се занимаваат со криптовалути, ама во јавност тоа некако беше потиснато. Добро. Ајде малку да почнеме, бидејќи имаме 10 на 15 минути, да почнеме да се навратиме на суштината на криптовалутите. Што е разликата помеѓу криптовалутите и она што се нарекува блокчейн? Како тоа се создава? Така, мислам дека пред се благодарам за поканата. Претходниот пат дадовме еден правен фокус, а сега да дадеме малку една економска димензија, бидејќи пред се работи за монетарен феномен. Самата технологија блокчейн, која што е основата, е многу интересна и многу напредна. Криптовалутите ја следат нормално технологијата. Се работи за комплот кој што содржи во себе економија, содржи компјутерски науки, содржи математика, содржи пазарна психологија и содржи дистрибутивни системи, односно така наречена децентрализација. И сега тоа така малку комплексно звучи. Звучи но комплексно, да. Комплексен е и светот во кој што живееме, посебно со напредната технологија. После овие реакции имав на едно место, вика, дај објаснење на најпрост пример каква е таа технологија. Ајде да се обидеме. Баш беа група на луѓе кои што уживаат во спортот и во фудбалот и кои што многу им пречат новите правила во фудбалот, кои што се нели дали офсайд, вар технологија, видео. Викам, замислете дека нема судија и дека нема семафор. Дека 30.000 публика одлучуваат во ист момент и го усовршуваат тој како дигитален запис и тоа е резултатот. Значи, тоа е суштината на блокчейн технологијата. Сите што се врзани во системот ја поремнуваат една трансакција, таа е јавна, иако се приватни трансакциите, јавна е, се гледа, секој може да ја види и тоа всушност значи таа технологија. И тоа е нешто кое што не може да се врати, нема реверзибилен процес назад. Не може да се врати назад. И вика, замислете го тоа нешто, секогаш да има една нотарска заверка од сите кои што се во моментот приклучени. Тоа е во суштина, просто кажано. Дигиталните технологии тоа го возможуваат, така. Практично. Дучко, откако постојат, сега би сакал да, бидејќи ова е така еден наплив од темава и веќе со години практично несопирливо се шири, се повеќе држави, па и меѓународни мултилатерални институции размислуваат што да прават, не само што размислуваат, туку и веќе и делуваат по таа насока. Негдека на крајот на 17 век, кога банката на Англија ја воведе валутата, книжната валута за плаќање, практично се промени светот. Тогаш натаму, тоа што беше пред тоа, иако монети, кованици и така натаму многу пред тоа, меѓутоа се промени смислата на вредностите кои што се тргуваа, продаваа, купуваа во светот и така натаму. Дали ова сега криптовалутиве, целиот овој бран и така натаму е исто така една раскрстосница, практично една промена од која што ништо повеќе нема да биде исто како пред тоа? Сосема во ред ви е историската паралела, бидејќи не само во Англија и во Америка, пред воведување на единствена валута имало 6 до 8 илјади видови на валути со кои што се тргувало. Да. Така и сега имаме 8 до 10 илјади на најразлични криптовалути од најразлични формации, тоа е креативност низ целиот тој технолошки свет, кој што нели ќе мора да дојде до некој вид на регулација. Секако е сега малку покомплексно од воведување на валутите прво во Англија, нели потоа во Америка и во другите држави, но се работи за тоа. Се работи за еден паралелен систем кој што во моментот има наплив од најразлични видови на криптовалути. Се појави биткоинот као валута без вредност, кој што не постои издавач позадина, не постои централна банка, но во моментот се развиваат криптовалути со вредност, кои што се нарекуваат стейбл коини се викаат. Како им се одредуваат вредностите? Повторно по системот на криптовалутите или некои што најразлични? Крипто светот пенетрира во конвенционалниот свет, како што конвенционалниот свет преку регулаторните механизми пенетрира во криптосветот. И тоа е многу интересно да се следи сега и тоа е еден рапиден раст. Кога пенетрира криптосветот, навлегува во сите пори за да докаже дека оваа технологија е неприкосновена. Навлегува во уметност, во образование, во здравство, во спорт. Последен пример е во
во Калифорнија, најголемата спортска платформа за стриминг, која има 140 милиони гледачи, навлезе во криптозаедницата и издава своји токени и крипто. Сакам да кажам дека криптосветот пробува да докаже дека оваа технологија може секаде да се користи као напредна технологија и да го замени технолошкиот свет вака како што го Како познаеме. одговараат на тоа државите и банките, бидејќи тие не се вмешани во процесот директно, но ќе бидат едните можеби најголемите жртви, а другите секако допрени од тоа што ќе се случува во стопанството, економијата, бизнисот? Се повеќе фаќаат приклучок. Например, веќе има банки, мислам дека прва беше у Шпанија, не ми текнува како се вика банката, која што издаде криптовалута, но како стейблкоин, односно како нејзина валута со нејзина поддршка и нејзина вредност. Централните банки прават еден паралелен процес на издавање на дигитални валути, кој што е различно од криптовалута, но и двете се електронски валути. Дигиталните валути кои што ги издаваат, тука предничи Кина и Шведска, но веќе и Европската унија размислува за електронско евро, дигитално евро, се размислува за дигитален долар и така натаму. Тоа е еден паралелен процес кој што ќе биде многу интересен да се следи, бидејќи сега тука е еден надпревар на двата света, да ги наречеме, иако те се повеќе се поврзуваат со некакви check and balance механизми. И во тој надпревар е интересно да се следат регулативите, бидејќи овој свет е многу напреден и напредува со фуриозна брзина, а овде другиот свет, нашиот свет, да кажеме, е малку побавен во регулацијата, бидејќи е попредкласив. Ама суштината е во регулацијата, бидејќи дигиталните валути кои што сакаат да ги издаваат државите, националните банки и така натаму, се многу слични на овие другиве валути, бидејќи во суштина не е важно заменена на книжната валута. Не е важно дали е книжна и дигитална, важно е која контролира низината вредност. Кај дигиталните национални валути, ова што е еден обид да се одговори на растот на криптовалутите, тој елемент на контрола останува, а криптовалутите, суштината на криптовалутите што нема контрола од едно место. Како ќе се помират тие две тенденции? Каде ќе се сретнат? Среќавањето мора да биде со некоја рамнотежа и баланс, бидејќи во основа криптовалутите и блокчейн технологијата, како што е замислена, е една револуционерна идеја која што има сосема различни насоки од насоките што ги имаат владите и централните банки. Се работи за децентрализирана во суштина, кога е работен блокчейнот. Тоа е многу внимателно истражување на пазарот. Не е тоа без економска теорија и логика. Тоа е економската теорија на децентрализирани пари, која што ја има во австриската школа. Фридрих Хајат беше основоположник и така натаму. Значи, во тек на некој период, тоа е само е размислување. Во тек на некој период се разгледани кои се фалинките на постојаниот монетарен систем. Сите тие се отстранети и на база на некоја економска теорија, значи не е тоа без подлога, е направена оваа технолошка револуција со блокчейнот, со децентрализација, со јавни книги. И ова е сега интересно, бидејќи банките кога го полека кога го сваќаат ова, велат дека ова сепак е напредна технологија која што може да ни користи на нас, но под наши правила на игра. Да, тоа ќе биде интересно да се следи. Смислата на банките е во тоа што живеат од наплаќање за услугите во прометот на стоката која се вика пари. Сега, во криптовалутите нема провизии. Така е. Тоа е фалинката која е страната. Да, знам, ама сакам да кажам, тоа ја руши смислата на постоењето на банкарски систем. Тоа има и други смисли, се разбира. Меѓутоа, нема посредник, нема потреба од банки. Како ќе одговори банкарскиот сектор? Од она малку што разговарам со банкари, дел од нив се во паника, дел од нив се во едно напредно самоедуцирање, бидејќи ова им дојде како една, да кажем, новина во последната година-две, која или не ја видео, или не очекува, или мислеа дека ќе помине како мода. Но во секој случај тие се во еден грч, што понатаму, и веројатно не само овдека, во Македонија, туку и во цел свет. Паниката полека почна да расте, бидејќи ова беше одговор на финансиската криза, кога се замрзна берзите, кога паѓа акциите, кога не можеа луѓето да се извадат пари од сметки, се сеќаваме на 2008-2009 година, ова да биде као одговор на тоа. И беше прифатено. И многу лесно може во даден момент, во иста секунда, без провизија, без посредник, без ништо, некој од Чиле да продава, некој од Србија или од Македонија да купи
Така да толку е напредно и толку брзо и ефикасно што очекувам беше сработа кај банките. И затоа тие инсистираат сега на фаќање на приклучок на технологијата. Како ќе се одвива тоа? Секој ден се менуваат работите. Ова е многу вртоглав и брз и рапиден раст. Но банките и европските и наднационалните институции најмногу мислам дека се исплашија кога Facebook со 1,5 милиарда корисници или 1,7 објави дека ќе прави своја криптовалута, Libra и Colibra. Студијата на Европскиот парламент, која што беше порачена, беше токму као одговор на најавата на Facebook. После Facebook може да се најави и Nike или огромни... Добро, во која насока, Душко, одат реакциите на државите? Ќе се прогласува се повеќе илегалност, незаконитост на овие валути или ќе се оди кон некакво нивно присвојување, контролирање, можеби, како да кажем, впивање, инкорпорирање во постоечки системи? Напротив, се повеќе се легализира. Дури скептичните држави влегува во регулација. Имаше држави кои предничат, ги спомнавме, Швајцарија, Малта, Естонија и така натаму. Имаше држави кои беа неутрални, као Соединетите американски држави, Велика Британија, кои сега исто така ја прифаќаат технологијата. Јас од анализите што ги правиме, очекувам дека нема да се иде на делегитимирање, напротив, ќе се иде на легализација и со легислатива и регулација, но се иде на друго нешто се. Се иде на платформите на тргување. Тие се учесници на пазарот, таму се сите податоци. И тие сега ги притискаат платформите, например, најголемата платформа за тргување Binance е под силен регулаторен притисок. И тоа од сериозни регулатори од Соединетите американски држави, од Велика Британија и така натаму, да се случи. Binance беше најавена као чудо, мислам, заедно со Малта, кога се прогласи за блокчейн остров во 2018 година, дури премиерот организираше забава заедничка за Binance платформата и на владата на Малта. Да се случи пред 2 месеци, Малта заедно со Италија да издаде препорака дека Binance не е сигурно за користење. Тоа не се работи за несигурно, туку не сака да се подложат на регулацијата, бидејќи се работи за основа. Овде се сите податоци, овие податоци ни требаат на нас, криптотрансакциите после ќе бидат лесни за луѓето. Се работи за една латентна битка. Сега дојдовме до суштината, ако смеам да кажем, на проблемот. Тоа е проблемот, суштината на проблемот во начинот на кој што функционира овој свет, кој е организиран во национални држави, е прашањето на юрисдикција. Тоа значи дека едно право не може да се применува и да се спроведува вон границите територијални на дадените држави. А смислата на интернетот и на криптосветот е што не познава граници. Каде ќе се... Затоа што убаво е тоа швајцарците да сакаат нешто, ама тој што седи во Одеса или во Јангцек, не знам кој град со број негдека во Кина, тој седно учествува на пазарот без воопшто да биде под юрисдикција на Европска унија, американци или руси. Каде ќе се сретнат овие два света, бидејќи ова практично суштината на судирот низ кој што ќе мора да се помине? Тоа е суштината и сега, затоа што се работи за национални легислативи, не случајно на Давос во 2019, ова беше топик тема. Не случајно G7 нарача и G20 нарача преку нивната организација студија. Не случајно Европската унија плюс Норвешка и Лихтенштајн заедно прават своја мрежа. Сакаат да ја одбегнат фрагментацијата на легислативата и се здружуваат во што може поголеми, нели да кажеме, унии. Добро, не е ли местото за тоа Обединетите нации? Не е ли тоа најмултилатералната заедница каде што седат сите? Ова го прашувам, знајќи го одговорот, бидејќи таму веќе со децении се водат разговори за интернет и не може да се постигнат заеднички резултати. Не само тоа, таму имате 5 членки кои што имаат право на вето, а Кина излезе јасно против рударењето на криптовалути. Забрани во Кина ги забрани. Да. И ќе биде тешко за тоа. Обединетите нации не се платформата кај што ова ќе се решава. И кога сме кај Обединетите нации, УНИЦЕФ, која што е тело на Обединетите нации, пред неколку месеци, може и 1 година, ја организираше првата хуманитарна акција за копање на криптовалути за децата од Африка. Сега нели збориме како Обединетите нации гледаат на тоа, но да се направи таму многу е тешко. Имаме 10 на 12 држави кои општо ги забрануваат криптовалутите. Индија, Боливија, сега да не ги. И тоа големи држави, зборуваме за Кина, за Индија, тоа се сериозни. И многу е тешко да се најде консензус и рамнотежа во Обединетите нации. Затоа идат на помали
на G20, на Европската унија и така натаму. Ако смеам малку пластично да го опишам проблемот, бидејќи тоа го разговараме и со други луѓе, па и со студентите така натаму. Значи вие можете денеска да седите во Кипар или да седите во Одеса, на пример, и да плячкате со хакирање банката централна во Лондон. Лондонската полиција може би тоа и го следи, тоа хакирање и во тек, и лоцира дека седите таму негдека на некој друг крај во светот. Дигаат телефон, се јавуваат на руската, индиската, македонската полиција. Не, седите у Велес. И викаат, слушайте, во овој момент од Велес се прави хакирање и се крадат $100 милиони од, не знам, од Deutsche Bank во ова. На тоа велешката полиција, односно македонската полиција вели, може би се прави, но тој што тоа го прави не крши ни еден македонски закон. Ние немаме основа како да реагираме кон него. Се обидувам да ја илустрирам како изгледа всушност целата забуна, затоа што некој што седи во стан во Штип или во Скопје и прави нешто во Индија, нема юрисдикција Индија, а нема юрисдикција ни Македонија да го гони тој, затоа што сето тоа се случува над океанот, сликовито кажат. Затоа најмал заеднички содржател, од кај што може да почне регулацијата, и тоа беше anti-money laundering, односно спречувањето на перењето пари, претходно спомнатата 5-та директива, која што треба сите земји членки да ја имплементираат. Со тоа наоѓаат точка на врзување. И најчесто кога се водат тие истраги, се водат као спречување на перење пари, ретко која држава не го користи тој закон или го нема имплементирано. Сите го имаат имплементирано и тука е наоѓаат сврзнато ткиво за да може да влијат. Инаку таму има сосем други проблеми. Сите криптовалути се со клуч. Доколку треба да направите заплена на имотот, не може да го направите, го немате клучот. И се така натаму. Така е. Има многу сериозни прашања на кои што треба да се одговори. Морам да кажам дека една од моите следни гостинки ќе биде госпожата Вилма Русковска ова утро, обвинителот, и има да затечам со неколку прашања за криптовалути и претпоставувам дека жената поим нема за сето тоа. А може би ќе не изненади со одговорите, не се знае. Интересно е и би требало да се поставуваат и на јавните личности прашање чисто за да се анимира јавноста, за да може да се размислува во тој правец и на политичарите и така натаму. Добро, 2022 година ќе биде годината кога во Македонија конечно ќе се тргне со регулирање или некаква постапка за некакво правно, како да кажам, усогласување на целата материја? Едниот закон, пошто е веќе спремен и го спомнавме претходниот пат, закон за спречување перење пари, кој што ги содржи сите регулации, ако се донесе, може да се донесе и порано, дури не знам ако побрза, дури у декември, јануари, февруари. Доколку се донесе, тој ќе е доволен за основна регулација. Швајцарија, која што направи криптоволе и криптодолина и паза на капитализација е страшна, го нема сега може да го има го немаше донесено 2017 законот. На основа на постојните закони и на посебни закони кои што регулираат, почнаа да го уредуваат тоа. Така да не мора да е посебен закон, лек специјалис што се вика, иако е нели во секој случај пожелен и добредојден, но барем некаква регулација за да може да се растеретат крипто учесниците на пазарот, за да може малку полесно да тргуваат. Инаку тргувањето као тргување е само еден дел од оваа цела приказка, но е најинтересно, бидејќи има можност за заработка, ова е као златната грозница во Алјаска и Калифорнија или берзанската треска. Значи нешто слично се случува, чисто да потсетиме дека и тогаш не добија сите, некои изгубија. Така да ризикот е во секој случај. А можно ли оваа приказна да заврши со многу лош крај? Да дојде до некаков крах и да дојде до некаква, како кажем, поширока дестабилизација кој на реалниот сектор ќе се одрази, а не само на овој виртуелен. Кај криптовалутите не сум сигурен, а кај блокчейн технологијата, која што е многу уникатни и доста совршени, која што скоро и нема можност и од хакирање и го издржа тестот на времето, не верувам, мислам дека тоа е нашата иднија. Душко, не знам што да кажам. Се повеќе луѓе ми се јавуваат и после вакви разговори реагираат, добивам јас маса од реакции, писма и така натаму, преписки. Луѓето се заинтересирани, претпоставам дека истото тоа и со тебе се случува. Се случува и затоа, освен регулацијата, битно е и образованието. Значи, веќе во светот имаме, прво имаше неколку часови за криптокуренси, за криптовалути и блокчейн, па цели мастер студии во Малта, на Никозија, па сега почнуваат да зборат веќе на Оксфорд и за универзитет. Замислете, за универзитет. И тоа на Оксфорд се разговара. Крипторегулатор, криптофинансиски аналитичар, крипто не знам што.
Не, тоа е веќе реалност и првите генерации веќе излегува. 2016-2017 почна, значи веќе имаме дипломирани криптотехничари. Не знам, Душко, ти си поблат од мене прилично, така што светот да си го наследите и да си уживате така како што изгледа. Сите ќе не погоди, ама на помладите тоа повеќе ќе биде во наследство. Многу брзо оди, не може да напишете ни книга за ова. Да. Како да ви кажам, значи додека пишувате се минуваат работите. Одлично. Душко, благодарам уште еднаш за ова гостување. Ние пак ќе се видиме, бидејќи се договараме да држиме темата барем еднаш месечно во некаков разговор, со задоволство. Како ќе излезе нешто ново, така ќе се обидеме да го објасниме.